Добро вечер. За македонските работи најново издание. Во вечерашнава емисија мој гостин е професор доктор Валентина Миронска-Христовска од Институтот за македонска литература. Ваља, добро вечер. Добро вечер, Наташа. Ми представува големо задоволство што сум дел од оваа емисија и најнапред би сакала да ви честитам за овој проект што го реализирате, бидејќи навистина сметам дека беше потребна една ваква емисија преку која што малку македонската јавност ќе се започне да запознае со нашето историско минато, меѓутоа од еден научен аспект. Така е, Ваља. Публиката ќе ни дозволи ние да си се именуваме како што вообичаено правиме, бидејќи многу долго соработуваме, а после тоа и сме и пријатели. Јас најпрво би сакала да те представам пред публиката. Ти си човек кој што го проучуваш македонскиот литературен дел, односно историјата на македонската литература во 19 век. Се занимаваш со многу прашања од таа проблематика и со идентитетот, и со природбата, и со просветителството, со литературата, со религијата. Да спомнам и две значајни книги кои што ги имаш. Едната е за Евтим Спространов и неговото книжевно наследство, но и за Трајко Китанчев, исто така оној што е од револуционерната дејност. Повод за нашиот разговор вечерва е што све се случува во македонскиот литературен 19 век, бидејќи корените на се она што представува современост и проблематични теми и дилеми во нашето современо живење се токму во тој 19 век, а пак книжнината или пак литературата е основата од каде што црпиме многу сознанија за да можеме и потемелно да го проучиме 19 век. Има еден дел во едно твое пишување, многу ми се допадна, каде што инсистираш во научната работа, дека не е потребно само да нудиме податоци, туку да се задлабочиме врз основа на фактите, архивите и повторно препрочитување на нештата. Бидејќи публиката би сакала оваа емисија да ја доживее на некој начин дека имаме ние луѓе кои што сериозно се занимаваат со проблемите од 19 век или пак со нашето национално прашање, јас би почнала најпрви со просветителството. Тоа е еден процес кој што се појавува и во Западна Европа, крајот на 17 век, повеќе се развива во текот на 18 век и нема тука многу да должиме што било како било во Западна Европа, но ти си го проучувала ова прашање на почвата на Македонија. Па за почеток, имаме ли ние просветителство на македонска почва? Ако го имаме, која е неговата одлика? Апсолутно дека го имаме. И навистина нашата соработка, Наташа, е долгогодишна, бидејќи покрај тоа што работам во Институтот за македонска литература, меѓутоа бидејќи работам на литературата во 19 век, неминовно беше да ги проследувам историските настани, случувања, личности и така натаму, и неминовно беше да оствариме контакт, тоест јас да бидам почест гостин во на вашите симпозиуми, собири и така започна таа наша соработка и еве продолжи во едно пријателство и другарство и да не речам малтене постојано и се консултирам. Затоа што секој во определената наука си го содржи своето знаење, меѓутоа му треба подкрепа нели од другите науки. Кога се вработи во Институтот за македонска литература, прв проект, значи, ми беше доделен просветителството во Македонија. Тоа беше еден голем чекор за млад почетник, бидејќи досега никој го немаше работено како такво, па ниту го имаат, мислам, во Србија, во Бугарија воопшто, значи. се водеше под природба. И тоа беше голем предизвик
И почитуваниот академик Блаже Ристевски, најпрв ми беше доделен како раководител на проектот, малце велеше како ќе оди оваа работа. Меѓутоа истовремено и работев на Ефтим Спространов за докторската теза, кој што има ненормално огромно творештво, а кој што на македонската јавност за жал многу малку е познат. Тоа беше напорна работа, меѓутоа сепак доаѓаме до сознание, затоа што, знаете, постојано нели велеа па Македонија е заостаната, па Македонија развојните процеси почнале подоцна и така натаму. И најпрвен се осврнав на просветителството во Европа, како започнува. Да, точно е, идеите доаѓаат малку подоцна кај нас, меѓутоа тоа не е толку доцна и задоцнето како што мислевме. И убаво и тој 19 век да го разглобиме на просветителство, романтизам, реализам, како што е во сите светски литератури, а не да оди само под природба. Природбата е неминовна, нели? Културната, националната и револуционирната, меѓутоа се развивале и овие правци, движења, да кажем, кои што биле основа на литературата, меѓутоа основа и на културниот живот воопшто во Македонија. И почнав, значи, со барање на материјали по архивите и се отвори една богата лепеза, да кажам, од документи, од сознанија, дека всушност од крајот на 18-тиот век, па да речеме и порано, со дамаскинарската традиција, бидејќи во мешаните зборници навлегувале зборови од секојдневниот говор. Народни, значи, затоа многу подобро го работат моите колеги од средновековниот период. Меѓутоа, народниот јазик постепено навлегувал во пишуваната форма, нели ракописна тогаш. И всушност што било и на европското просветителство темелот, тоа е образование на народот, на нацијата, победа на разумот, над религијата и започнува сознанието дека крај на 18 век се отвараат некои келини училишта по манастирите, дека се описменуваат луѓето. Веќе со почетокот на 19-тиот век, значи појавата на првите печатени книги, и тоа во Будим, на Јоаким Крчовски и Кирил Печиновиќ. Значи, ние не сме биле негдека заборавени и да не знаеле дека постојат големи центри. Така е. Значи, само неколку предплатниците што ги донирале парите за да бидат објавени книгите, постепено почнаа да се отварат вратите кон сознанието дека нашите интелектуалци имале контакти со надвор. Не сме биле затворени. Започнува да се печатат книгите на народен јазик. Започнува борбата за отварање на училишта на народен јазик, на мајчин јазик. И сега тука клучно што е, после може ќе се надоврзам на еснафите колку значајна улога одиграле тие кај нас. Меѓутоа, која разлика првенствено ја забележав? За разлика од европското просветителство, каде што црквата ги поставува догмите, ги забранува книгите, била со многу поригорозни мерки кон оние што сакале, нели, да спроведуваат, да се борат, да речам, против црковните догми. За кај нас, за нашата македонска црква, за Охридската архиепископија, е карактеристично што всушност таа го помагала просветувањето. Значи, таа не застанала воопшто на патот против просветата, туку напротив, црковните општини почнале да прерастуваат во црковно-училишни општини. И тие заедно со еснафите и граѓанската класа, што почнува да се јавува, и покрај тоа што мислеме дека не постоела, всушност постојат податоци, дека имало многу фамилии кои што соработувале, имале своји филијали низ Европа, Виена, Грац, Истанбул, Измир, трговија развиена и така натаму. А ова уште ми беше и откриено кога го работев Евлија Челебија со неговите записи за Македонија, па тој за тој период какви описи дава на фабрики, на градовите, како биле развиени. Значи, јас добив една сосема нова
слика за нашата земја, за нашата Македонија, дека, да речам, паралелно одела во чекор, ако не со европските, меѓутоа со балканските народи во тој развој, да. И сега проблемот кај нас настанува што, за жал, нели, во 1767 година, неканонски, Високата порта и Цариградската патриаршија одлучуваат да ја укинат Охридската архиепископија. Не се случува тоа само со Охридската архиепископија, тоа го прават во 1766 со Пеќската патриаршија, односно целта е да се возврати, нели, голема желбата за остварување враќање на Византија, што и тука грците немаат апсолутно право да се повикуваат на тоа историско минато, бидејќи Византија се протегала на 3 континенти, па кога зборуваме за византиска култура, зборуваме за култура од сите народи што живееле на тој простор. Дори често пати ја именуваат и како Комонвелт на народи. На народи, да. И меѓутоа целта им била да спроведат елинизација кај сите православни народи. Во најнезавидна положба била Трнавската, бугарската, затоа што таа под грчко влијание, юрисдикција апсолутно била уште од 1393 година. А што значи, за да се разбере, нели, зошто и ова значајно од кога била, нели, бугарската, односно Трнавската. Откако ги укинуваат црквите, се забранува службите да бидат избедувани на црковнословенски јазик и образованието, бидејќи тогаш се школувале по манастирите, нели, до 19 век, да биде на грчки јазик. Што значи, во Бугарија, дури и самиот Шишманов во 1900 година пишува дека до 40-тите години на 19 век многу малку, значи во тие низа векови, се сретнува словенски ракопис, дека било заборавено словенското име, дека силно влијание имала еленизацијата. Мислам, ова го кажувам за да се разбере дека постојано кај нас, можеби одам од тема на тема, меѓутоа така сакам да се разбере, бидејќи доста кај нас владе едномислење, па во 19 век силни беа пропагандите од страна на Бугарија, Србија. Значи, не може да биле силни, затоа што првен до 40-тите години во 19 век, како што вели Шишманов, го цитирам, значи не себе или некој друг научник, него нивниот врвен научник, вели дека не постоела ниту национална свест, дека бугарското име дури биле сосема изгубено на моменти, се слушало дека тие што биле учени се кажувале за грци. Так. И поради тоа јас ќе кажам, значи немало никакво влијание до апсолутно до 50-тите, 60-тите години не можеме да зборуваме за така масовно влијание, ние сме биле под влијание на туѓите пропаганди. Затоа што многу повеќе можеби под влијание на големите сили кои што големите сили апсолутно, монархиите, тие после ќе направат целата, нели, тука целиот мозаик, тоа е нивно дело, мислам да кажам. Меѓутоа, значи, македонскиот народ, тој поради Охридската архиепископија, значи, таа имала својата автокефалност. Незината диецеза се распространувала до Венеција. Јас само едно отклонување ќе направам, сакам колку за публиката, да кажам дека твое мислење е дека фактички македонското прашање почнува со укинувањето на Охридската архиепископија во 1767 година. Зошто дојдов, мислам, вака накратко со таа реченица до тој заклучок, бидејќи 19 век започнуваат да се формираат државите и нациите, па никој не бил до тогаш. Немало ни литературен јазик, ако бараме, ни во Италија, ни во Германија. Значи, затоа велам, не сме задоцниле со ништо. Па дури Марин Дринов пишува, преродбата во Македонија почна многу порано отколку во Бугарија. Во Бугарија, апсолутно. И така да
Се извинувам се, прашањето беше... Прашањето ни беше дека македонското прашање почнува со укинувањето на Охридската архиепископија. Затоа што ние под Османлиска империја, вие подобри тоа го знаете, нели, историчарите, во главном сме се делени на христијани и муслимани. И сега со формирањето на почетоците на зародишот на државите и нациите, создавање на нација, да се создаде нација, треба да има литературен јазик. Започнала, значи, пропагандата Македонија да не постои на тој начин, затоа што ни било забрането да го изведуваме, да изведуваме богослужбата на старословенски или црковнословенски и образованието да биде спроведувано на мајчиниот јазик. Посебно затоа што, како што кажав, Печката патриаршија се обновува во 1832 добива автономија, а со Берлинскиот, со кнежеството, со востанието, тие добиваат. И веќе со Берлинскиот договор 1878 тие стануваат независни. Мислам и како држава и црквата им е призната. Што се случува со бугарската? Романската е слична на нас, ама ќе одам еве на нашите најблиски соседи. Бугарската, како што кажав, нели, таа воопшто до 40-тите години била под јурисдикција на Цариградската патриаршија и во 1806 година Цанков заминува, нели, во Цариград и таму склучува договор со Римокатоличката црква за пристапување кон унијатството. Само јас да дополнам колку за гледачите станува збор за Драган Цанков, еден од членовите на Цариградскиот, да речам, кружок, кој што требал да ја предводи таа бугарска преродба или преродбенско движење во тој дел. Иако бугарското движење има своји енклави и во Влашка и во Молдавија, тоа е еден друг сегмент. Тоа е друг, вие таму сте повеќе на тој терен, да. Јас ова го кажувам затоа што и сега унијатството зима замафи во Македонија, баш во тој период. Дури пред Цанков, 50-тите години, нели, Димитар Миладинов оди во Кукуш. Затоа што Римокатоличката црква ветувала, конкретно еве за нас ке кажам, образование на мајчин јазик, признавање на црквата, намалување на даноци за трговците и така натаму, значи признавање на автономна држава. И затоа се распламтало и во Македонија тоа движење. Во Бугарија успеваат, значи. И тие склучуваат сојуз од 1860 до 1870, тука веќе и на твој терен навлегувам, Наташа, нели, со декрет, бидејќи тоа не одговара на руската политика, оти Русија сака да Москва да е трет Рим, нели, тука го прескокнавме панславизмот и така натаму. И со политички декрет се формира бугарската екзархија. Само да кажеме дека само Велишката епархија е во делот на екзархијата. И сега тоа, со документите... Имаат референдум, да кажеме, по современ јазик. Да, во тој ферман, кога се формира бугарската екзархија, Велишката и Штип, 3-4 града беа, да не грешам сега. од таа епархија, само Велишката. Од Кюстендилската, али од Македонија само Велишката епархија за почеток е доделена. И јас каде одам со сето ова, мислам, со тоа нам додека целата природба во Македонија, културната, велиме, првен започнува културната, па националната и нели со револуционерната завршуваме, започнува токму со борбата за обнова на Охридската архиепископија. Значи, знаел, и Печиновиќ бил еден од клучните борци, знаеле дека доколку не се признае црквата, ние нема да имаме држава. Да. Следејќи ги сите овие работи, јас почнав да сваќам дека со тоа клучот на нашето македонско прашање за правилно решавање лежи токму во укинувањето на Охридската архиепископија и долги години бев убедена, па и се уште сум на мислење, додека не се реши и тој проблем, ние се уште ќе лутаме на
некако на ветрометина ќе бидеме оставени и покрај тоа што сега сме граѓански држави, така натаму. Да. И покрај тоа што црквата нема влијание врз политиката во 21. век. Меѓутоа, не сум се уште сигурна колку е тоа. Апсолутно. Ова сега ме потсети на едно твое пишување за социјеталната безбедност, каде што имаш едно свое видување дека таа социјетална безбедност фактички треба да обезбеди единство меѓу религиозната определба, да речеме, и народносната определба. Фактички го следиме примерот и на повеќе европски земји, еве примерот на Полска. Така што сосема е тука некаде дека тие процеси и кај нас се одвиваат. Да спомнеме дека го имаме и Теодосиј Синаицки со првата печатница која има трагична судбина. Не затоа што навистина требало да биде опожарена, туку некој намислил да ја опожари и да не постои. И на два пати. На два пати. Така да и затоа велам дека со укинувањето на Охридска се отвара прашањето. Целиот 19 век е одбележан со борба за македонската црква. Веќе при крајот со револуционерното, со социјалистичките идеи на влегување, тука може би малку се дистанцираат од тоа прашање, меѓутоа целиот 19 век сите преродбеници, сите писатели, сите автори се бореле и се залагале токму за обнова на Охридската архиепископија, воведување на богослужба на старословенски јазик и образование на мајчин јазик. И затоа е борбата, спрегата, за разлика од западна европското просветителство, кај нас меѓу црквата и народот. Значи нераскинливо, еве и самите знаеме во Скопје, нели Свети Богородица црквата, ја градат со дозвола од турскиот султан, значи се гради 1836 година и дозволува во нејзе да се изведува настава на народен јазик и потоа доаѓа и джинот за учител во нејзе и сите оние нели просветителски текови што течат понатаму преку сите тие дејствувања. Треба да кажам дека ова сега се што го кажавме фактички е периодот на танзиматот, што е познат во османлиската држава или времето на реформите, кога христијанското население, кое до тогаш и се уште ќе биде раја, меѓутоа добива известни граѓански права. Спомнуваш ти зачетоци на граѓанската класа и влијанието на занаетите, односно цеховите или занаетчискиот еснав во развојот на таа граѓанска, но и народносна компонента, бидејќи најголемиот дел на барањата во општинското организирање, после 60-тите години се случува нели сосема нешто друго со екзархијата и патриаршијата, меѓутоа сметам дека докај тие 50-60 години ние навистина имаме погодни услови да го развиваме она што се вели барање за матични или автохтони учители, изведба на настава на македонски народен јазик и да имаме свештеници од автохтоно потекло. Апсолутно, да. Тоа се и тоа ти што го спомна барањата и во Кукушката унија. Потоа имаме уште еден бран на Кукушка унија, пред да се случи македонското, односно кресненското востание, и се така циклично се појавуваат тие работи. Да, граѓанската класа одиграла клучна улога затоа што ги обединила и еснафите, и занаетчиите, и граѓанската класа, значи која што е да речеме, еве потекло, нели сме од Охрид и двете, јас по мајка, робевци, нели, позната фамилија која што тргувала. Сите тие доброволно помагале и учествувале во отварање, еве клучно, на читалиштата. 1832 Групче, таткото на Коста, Групче, отвара во својот дом училница и се прогласува за читалиште, каде што ќе се чита, ќе се на народен јазик.
Значи, читалиштата ја одиграле клучната улога исто така. Тие биле помогнати од граѓанската класа и од еснафите кои што донирале. Иако зборуваме за една феудална теократска држава. Да, ама ова се случува во првата половина, значи поголем замав во втората, меѓутоа и во првата почнуваат масовно да се отвараат читалишта, библиотеки. Во читалиштата се читало, се набавувале книги, весници, се дебатирале на разни теми, се будала свеста. Не дека не бил свесен македонскиот народ, дека постои како македонец во 19 век. Први народното творештво е создавано низ векови. Дури и во тоа творештво се произнесени нели главните мотиви. Дури и да кажеме, османлиската власт не забранувала, ние во народните песни секакви мотиви сретнуваме и за убиства, и за нели против тиранот и така натаму. Тие воопшто не забранувале да се пеат такви песни и приказни да народот што ги создава. Така да граѓанската класа на вистина многу го помогнала кај нас. Се одело на општа наобразба. Значи немало класи се уште, точно, бидејќи ние не сме во капитализмот, а веќе Европа, нели, со индустријската револуција, таму веќе навлегува капитализмот и тој поставува други правила. Кај нас, значи, сметале дека секој треба да се образува. Еве во овој контекст, како би го определиле делувањето на браќата Миладиновци? Бидејќи како започнува тоа просветителско движење и во Европа, но и во Македонија, многу е блиско со романтизмот. Зборникот е фактички еден плод на еден таков израз и во Македонија. Накратко, бидејќи многу често ни се забележува дека се бугарски песните и сето она што е собрано. Меѓутоа, изразот на тоа време во една друга димензија ќе го разработуваме, меѓутоа, ете, слободно изразот, можеме. Добро. Знаете што, ја и преписката, кога ја читав детално на браќата Миладиновци, често пати, сега погрешно да не бидам разбрана, меѓутоа, во ракописот, мене, например, не сум лингвист, значи имам потешкотија околу определување на некои термини. Друго е лингвист кога ќе се зафати да го толкува текстот. И сега вулгарис, мене ми личи на вулгарис. Во отпечатената форма стои българи. Сега дали било вулгари, а некој тајде да не злоупотребам, ама да прави фалсификат, пишува бугари. Значи, многу имаме тука за расчистување и мене ми е многу криво што ние лично си соработуваме. Не беше никогаш воспоставен некој проект национален, заедно, литератите, неминовно е, посебно литературата од 19 век, врзана е со историјата, затоа што сите, тој феномен, сите учествувале, биле учители, пишувале, учебникари, револуционери, значи еден деец, една личност, публицист, собирал народни умотворби, значи не се занимавал со една работа. Еве примеров на страна да го зборуваме. Тој да не го зборуваме. Јас кога го подготвував докторатот, велев, ово е распространет. Како ќе го соберам целиот негов материјал? Но да се вратиме еве кај Миладиновци. Па Димитар исто има пишувано како публицист пројавен, нели, во Цариградски весник. Еднашка со една, да не ги именувам, ајде можеби да не злоупотребувам од тие јавен медиум, од полска една колешка, имавме заедничка објавена книга, од Балканот повеќе научници бевме, од Македонија јас, токму за зборникот на Миладиновци и колегата од Бугарија кој што исклучително ме цени, мислам, никогаш не се конфронтираме, дури и со воодушевување прифати што сум ја сработила просветителството во Македонија, а не веќе да оди само под природба. Меѓутоа, вика, зошто текстот на Валентина оди пред мојот и така некако беше, и викам, ама Миладиновци, бугари. И во една дискусија велам, видете, да не ги земеме еве конкретно фактите. Ако тие навистина се чувствувале бугари, зашто не дошле во Софија да го објават зборник? Не тргнувам ни од документ, ни од факт, од логичко, просто размислување. Значи, никој од нив нема стапнато. Значи, не стапнал ниту Димитар, ниту Константин на бугарско тло.
Дури не го ни познаваат. Него, ни јазикот, Тие ни од ништо. Цариградскиот клуб, каде што е Цанков, тие не го Не го познаваат познава. Димитар. А Наум Миладинов, братот Нивен, кој што за жал, чии што спомени, јас ги немам, а се од огромно значење, како што велеше и професорот Гане Тодоровски, затоа што внатре има толку многу податоци и многу клучни детали за кукушкиот престој, бидејќи тој секаде го прата обратно. Тој ги повлекува своите песни кога се менува насловот на зборникот. И сега Константин оди во Москва. Тој таму нели студира, стапува во контакт со словенофилите, гаи надеж дека ќе ни помогнат околу објавување на зборникот. Тоа се се македонски На Љубен песни. Каравелов му помогнале за Да, бугарските песни, ама апсолутно. не му помогнале на Не, Константин за бугарски не. веве. И да пе, и речеме. Константин се враќа. Да. Значи, ако бил бугарин, ќе му помогнале. Не, он дури пишува македонец го викале. Тоа го имам и во Штросмаер. Да. Го има Штросмаер кажан. Значи, преку Виена доаѓаат во Загреб. Сега ја тука ја правев и едно друго ново истражување. Кога се подготвуваме за конференцијата во Хрватска, во Риека, кога бевме заедно сите, бидејќи таму имаме голем пријател македонист Горан Калодјера. го спомнеме да го професорот. спомнеме мора, со кој што одлично соработуваме и сме во согласие, бидејќи јас реков дека Штросмер, па не го согледувам толку као добронамерен мецена. Колегите мои лично првин рекоа како Валентина со ваква тема ќе одиш. Па ќе видиме, а Горан вика добра е. И почнав да истражувам и всушност некако и тука како ми се поклопија работите, Штросмаер многу соработува со Цанков пред склучувањето на унијатството. Унијатството. И ја согледав, имам текстови, но да не должам, ја согледав таа релација помеѓу Штросмаер, Цанков, и дека тој му ветува многу работи, дека дури има место и за Бугарија во академијата, нели, ама само за ширење на католицизмот. Да. Константин оди во Загреб, во Ѓаково, и 61-та, тој е тој период кога Многу Штросмаер клучен. многу соработува, значи, со Да. бугарската влада и со И Цанков. Фрањо Рачки покрај И него. Фрањо Рачки. И сега, тука настанува тој прелом. Дали е ветено? Што е ветено? Зборникот, нели, името се менува, излегува од печат, меѓутоа, Русија 20 години не го третира. да, Не го коментира зборникот. не го коментира. И најинтересно е што факсимилот, односно ракописот од зборникот, се уште никој од нас, од македонската научна јавност, не го има виден. Дали е во Ѓаково, дали е во Осијек, дали е во Загреб, во некоја архива. Значи, затоа што ми се случувало по архивите, едно е ракопис, Да. едно е напечатено документот, ако речат на реставрирање или го немаме оригиналот, печатене, затоа што сум се сретнала дека постојат измени. Да. Значи, од тоа што е во ракопис и тоа што е искуцано на... Така да за браќата Миладиновци, воопшто тука нема дилема, мислам, не ни сакам да дискутирам на таа тема, нели да се убедуваме кои се, како се, што се, затоа што ако еве едноставно биле во Цариград, ќе ги спаселе и Цанков, било кој таму од тие, мислам, тој се определил, не можам да дорасчистам само кој бил договорот меѓу Штросмаер и Цанков. Веројатно, а и тука е превирањето, а веќе Македонија се во тој период згаснува унијатството, 60-тите, нели? Најбурно е 50-те. Кај нас се појавува порано и порано згаснува. Така да секогаш судбината ни ја кроеле другите големи сили. За жал, постојано што велам како да живееме уште во 19 век, меѓутоа биле многу свесни, клучно за нас, еве вие сте историчарите и подобро го знаете, нели, и со Берлинскиот договор, со неостварувањето на членот 23, веќе тука за Македонија, Да. на вистина, затоа што со Берлинскиот договор се признава и бугарската црква, се признава и српската, добиваат автокефалност, независност, Македонија останува на распетие.
И затоа велам дека тоа е всушност тогаш е отворено македонското прашање и никогаш не е затворено, а тие поделби почнуваат веќе тогаш може да зборуваме за влијанието на пропагандите. Да, со екзархијата веќе, ама тоа е, значи, над 70-тите години во 19-тиот век. Така е. Србите малце порано од српска страна пристигнуваат, меѓутоа не се толку агресивни, да речам, се уште и во тој период. Најагресивни по мене стануваат, значи, после Берлинскиот договор, 1878 и кога почнуваат Грција, Србија и Бугарија да договараат за поделба на епархиите. Да. И јас велам, тука веќе започнува и поделбата на Македонија. Апсолутно. И завршува со Букурешкиот договор, затоа што они веќе ги делат епархиите меѓу себе. Сите автори, сите писатели, посебно од 70-тите години, не Пулески, не Прличев, еве и за Прличев да речам, што велат, јас тоа не го прифаќам, дводомност, тродомност, апсолутно не. Некој сега ќе каже, ама во грчкиот, кој грчки период, тој отишол во Атина студирал. Како и сите други. Како и сите други што оделе. Тој не е необичен пример. И му понудиле да оди на Оксфорд да студира, значи грчката. Да, медицина, да. Со стипендија, со се, меѓутоа да се пише грк. Прличев одбил, си се вратил во Охрид. Како јас можам да зборам за Прличев дека тродомноста негова да ја разгледувам во грк. Мислам, има неколку работи што не се согласувам, па дури и со нашите професори, авторитети сум дискутирала на овие теми, затоа што едноставно не ми било прифатливо. Едноставно можеме да кажеме, по потекло од Македонија, пишувал на 2 јазика. Зарем сега ние, еве, Наташа, ти знаеш барем, за да добиеме бодови, мораме да објавуваме во странски, пишуваме на англиски. Да. Како ќе не оценуваат нас дводомни? Апсолутно. Или некој што не сака да пишува на македонски, па пишуваме на англиски, па тогаш морале веќе во крајот на 19-тиот век и за да им се објават убави дела. Спространов, кај што го велиш, вели, ако сакав да напишам нешто убаво, литературно, тешко му одело на народен јазик. Значи, морал да побара на литературен. Да, но што е образован. На некој веќе да, што е образован. И дури во Западна Европа, сите научни дела се пишуваат на латински јазик. На латински јазик, на народен јазик, апсолутно. Исак Њутон и било кој, сите до пишуваат на 19 век, латински. апсолутно. Додека не почна. Дури ми е почна. сензација кога ќе напишат на народен германски или на народен англиски јазик. На англиски јазик. Така што воопшто ние не отстапуваме во сето тоа. Па не, јас откако го работев в просветителството сватив дека воопшто со минимални сега нормално и економски како што и денес, во какви прилики сме живееле, патувале, се школувале по странство, формирале здруженија, друштва, што е забележително крајот на повторно ќе кажам, значи тие 70-тите, 80-тите, тоа се македонски глас, тајна македонско, значи во сите друштва што биле токму за формирање за тајниот комитет, сега го спомна Групче, Наум Евро, Темко Попов. Така, апсолутно сите. Каде што има сериозна македонистичка линија. Сериозна македонистичка. Иако бугарите им забележуваат дека биле просрпски, меѓутоа тука има сериозна дебата. Да, апсолутно. Така да сега за Спространов сакав само да додадам дека тој, односно и за Трајко Китанчев, бидејќи ги спомна, тоа ми се такаите монографии драги, мислам имам на кај 10 на книги 11, меѓутоа од различни аспекти, дека тука имаме и културни и револуционерни моменти и кај двајцата. Има и некои податоци што во историографијата малце дали политичката ситуација налагала така. По мене и тука го имам тој став, дека во рамки на Југославија, да, ние сме добиле држава, 45-та, сме добиле литературен јазик. И некако како нашите професори работеа, меѓутоа ни даваа назнаки. Барем за мојот ментор можам да кажам, професорот Гане Тодоров, Трајко Китанчев го чека следниот монограф, Евтим Спространов го чека следниот монограф, Коста Шахов го чека следниот монограф. Има студија од 20 страници со насоки, меѓутоа
Дали може би не требало да се покаже на вистина 19. век е море од автори, многу малку обработени, дури да не речам дека па и посе онака афирмирани што дури еве можеме и да им најдеме некоја Да. на чиста македонистичка линија, кај спространо во литературното дело, значи нема, тој освен Македонија, македонец, се борев за Македонија, татко му во Охридскиот заговор учествува. Дедо му, прадедо му со Кузман Капидан. Значи, тој на синот му вели, ма татко ми даде крв за Македонија во дневникот и јас ќе одам да дадам. Значи, таквите ние автори не си ги познаваме, за жал. Или за Трајко Китанчев имаше дека тој првиот председател на Врховниот комитет. И сега јас кога го започнав чисто од литературна дејност да го работам, меѓутоа морав да го разработам и од историски, нели, кога не дека не бил свесен нашиот народ и не се кревале во стание и пред тоа, вие добро тоа го знаете, посебно е 1895 кога се формира македонско единство. Да. И Трајко Китанчев е председател, тој има задача да ги собере сите, нели, емиграцијата македонска, Кој што се наоѓа во книжеството. И во Романија, значи, Така е. не само во Бугарија, и да направат една заедништво и со македонскиот народ внатре да се крене сеопшто востание. Меѓутоа, тој ненадејно на 1. август починал 1895. Македонското единство се расформира, а јас до тој податок исто дојдов кога го работев Спространов во архивата и најдов дека целта на Спространов бил секретар, целта е автономна Македонија. Во друштвото да бидат само по потекло македонци. И тоа така се пренесуваше прв председател на Врховниот комитет. И сега го работам и човекот починал на 1. август 1895. А Врховниот комитет се создава во декември 1895. И всушност, бидејќи ова македонско единство се распаднало, да кажам, нели по смртта на Трајко Китанчев, токму во декември уствари се формираат нови 10 здруженија, односно организации, како да ги наречеме, и кој што е Врховниот комитет, и Македонски комитет, меѓутоа кој што не е овој од март месец, но гумина гледам употребуваат, тој беше член на Македонскиот комитет. Ама многу е важно да се знае на кој. Да. Валја. Нашиот разговор е неисцрпен. Ке треба повторно да разговараме на македонски теми. Ти благодарам за учеството. Многу исто, Наташа, ти благодарам на поканата. Драги гледачи, овде ја завршуваме емисијата. Секој добро до следното видување. Пријатно.